Во студиото, заедно со мене Патрик Поповски од општината Карпош, ќе разговараме за традиционалното 14-то поред годинава Карпошово културно лето. Добро утро. Добро утро и до гледачите на македонската телевизија и секако ми представува голема чест што сум гостин во една ваква квалитетна и гледана емисија во нашата топла Македонија. Патрик, благодариме. Карпошово културно лето, традиционално, секогаш со богата програма. И годинава очекуваме нешто такво. Што ќе подготвите со оглед на тоа дека и огласот ево тек до 21 август. Ајде прво вие што подготвувате, па потоа ќе зборуваме и за уметниците. Карпошово културно лето, како што рековте, е традиционална манифестација на општина Карпош, која веќе е деценија и пол, поточно 14-то поред ќе биде ова годинава издание, каде што има за цел културно, забавно анимирање на нашите граѓани од општина Карпош и не само на нашите граѓани, туку и на сите оние кои што културата им е врежана во срце и сакат да присуствуваат на една убава културна манифестација, што не се сомневам дека ние како администрација тоа и ќе им го овозможиме на сите граѓани. Го спомнавте јавниот повик, огласот, кој што е отворено веќе од 1 август. Добре. Истиот ќе трае до 21 август. Каков е тој оглас? Кого повикувате? Значи, ние ги повикуваме сите оние кои што дејноста им е култура. Без разлика дали се музичари, фолклор, забавна народна музика, театар, значи сите уметници кои што се занимаваат со оваа дејност. Карпош е транспарентна, отворена општина. Не кевме да идеме во договор директно со одредени изведувачи, сакавме да добиеме во овој, затоа и толку е голем периодот на отворениот оглас, 20 на дена, и сакаме да аплицират што повеќе познати, непознати, афирмирани, неафирмирани, да дадеме шанса на секого со своите проекти да учествуваат на ова наша традиционална, што рековте, белег на општината Карпошово културно лето. Со овој јавен повик чинам дека повеќе алудирате дека оставате простор на оние кои што се млади уметници, кои што бараат тло на кој што ќе се презентираат. Она што го работат нивната, можеби авторска музика и дел од уметниците од секаков вид. Може ли да споменеме еве накусо, да издвоиме кој досега си има појавено на Карпошово културно лето? До сега има многу наши познати афирмирани пејачи, би рекол, учествувано од Каролина Гочева. Да, тие се тие кои што ставаат белек секогаш. Така, тие нашите звезди музички, што би рекле. Сега сакаме, отворено е повторно и за нив. Убаво ќе биде и тие да присуствува, дека тие се магнет за нашата публика. Некако би рекол, нашата публика е пребирлива, си сака квалитет, нормално. Тоа е нормално. А треба и шанса и на младите. Ја еве изминатиот период многу често посетував и овие социјални мрежи, медиуми. Значи имаме многу неафирмирани, екстра квалитетни наши музичари. Така да еве ги повикувам да слободно поднесат апликација со цел свој настап, агенда, како планират тој простор да го оформат и... Добре, малку да бидеме поподатливи. Што треба да поднесат? Како ќе изгледа нивниот настап, кој би бил репертоарот, кои песни би биле, колку време би траеле? Тоа е тоа што тие го поднесуваат. Нема никој посебно критериуми со кои што аплицираат? Не. Комисијата е формирана од градоначалникот на општина Карпош, господин Стефчо Јакимовски, во незе е мешан состав. Што значи тоа? Значи имаме 3 советници и 2 административци. Ја верувам во комисијата, што е определена за овој настан. Добро. До сега имаме, во теков на година, имаме уште еден оглас кој е отворен преку цела година, каде што поддржувам исто така проекти од културата. И од досегашното искуство со работата со оваа комисија гледаме дека они многу професионално, одговорно и совесно си ја вршат својата работа. Така да верувам и во предметите, барањата што ќе стигнат од страна на сите уметници во овој период, верувам дека комисијата детално, темелно, професионално, максимално одговорно ќе ги разгледа и ќе донесе најубава програма за Карпошово културно лето. Имате ограничување во време траењето или сепак ќе го модифицирате со оглед учесниците?
Не, сега е отворено. Све е отворено, ќе видиме. Па така да и со учесниците нема да, од ограничување. учесниците, значи до сега еве недела дена како што е отворено. Имаме ли веќе апликанти? Да, па тоа сакам да кажам. добро. Значи веќе Супер. недела дена е отворен огласот, ние веќе имаме од пристигнатите барања, веќе можеме да формираме една еднонеделна програма на тоа е Карпошово одлично да се културно лето, а слушне, веќе пред нас уште колку, чинам 2 недели. Па толку доаѓа, Да. Да. Некои десетина дена. Добро, тоа е многу убаво да се слушне, со оглед на тоа дека е примамлива. Манифестација можеме горе-долу со оглед изминатите 13 години колку луѓе се собраа, тоа Да. нешто да нека бројка. Како што рековте, Карпошово лето е белег на општината, препознатлива е општината по Карпошово лето и некои други проекти, така да очекуваме како и до сега масовно посетеност негде, ајде да кажеме некоја бројка која би ја очекувале негде преку 1000 наши граѓани да Па добро и од посетат. другите општини исто така. Па и градови може, добре. Дојдени се Добро, сите да. ги повикуваме. Општина Карпош располага со повеќе плоштади, така да местата каде што би се одржувале до сега комисијата има одржано неколку состаноци, што официјално, што неофицијални. Каде би биле тие? Што размислувате? Па размислуваме да имаме настана плоштадот Делфина во Влај. Добро, еден од најпознатите, да речеме, за настани, добро. Тука е во урбаната заедница Владотасевски на млечен ресторан, имаме во Бардовци, спроти студентскиот дом, тука имаме убаво едно плоштаче со фонтана, така да имаме повеќе локации каде што тоа сето би го организирале. Негде би се планира настано да почне по празниците, односно... Што ви се плановите? Да. Кога од прилика би било? Со оглед на тоа дека чинам и септември месец ќе ни биде топол месец. Па да, многу размислувавме кој период да го определиме за организирање на Карпошово лето. Почнавме негде, комисијата, како што ја спомнав, од месец март почна да размислува во овој поглед. Па некои варијанти ни се вртеа крај на јуни, почеток на јули, па не топло ќе биде. Па имаше некои други настани да не се поклопуваме, па ајде во теков на август. Па така се одлучивме. Па на одмори се луѓева, па да се вратат од одмори. И што пресековте? Пресековме да биде после државниот празник независноста на Македонија 8 септември, значи негде средина на септември, во тој период да сите ќе бидат околу да бидат и нашите ученици тука да присуствуваат, така да сите бидеме и да го одбележиме овој убав настан. Со оглед на тоа дека и млада публика се наоѓа, често знам и на фотографиите и на видеата ваши да видам како во првите редови се најмладите. Најмилите. Да, се разбира. Има ли ограничување во возраста за апликантите? Не, немаме. Зошто би имале? Значи, Тоа значи дека може да се појават на сцената па и не, од најмладите ни. имаме ние информации дека наши средношколски бендови од една школска гимназија учествувале на некој светски надпревар организиран во Белград и освоиле прво место. Зошто тие да не аплицираат и да не учествуваат? И сега веќе кога го споменавте тоа, ми се наметнува прашањето кога имаме талентирани деца, кога имаме музички талентирани деца. Добро, не мора само музички, туку и во друг дел. Да, уметници. Дали вие како општина со оглед на тоа дека ги следите од вашите училишта, зашто вие не ги поканите? Би било сепак ваша чест да го промовирате она што е од вашата општина, од вашите училишта? Како што реков, општина Карпош сака да биде максимално транспарентна и тоа е. Во овој случај се одлучивме на јавен повик. Што се однесува до она што вие го прашавте, зашто ние не ги поканиме, значи ние имаме за по завршување на Карпошово лето, негде после од прилика месец дена доаѓа денови на општина Карпош. Така за денови на општина Карпош и за други манифестации што општина Карпош ги организира, ги бараме, ги уловиме, ги наоѓаме тие млади таленти и ги покануваме да ни бидат наши талентираните деца. Да ни бидат наши гости. Па добро, имате навистина
до крајот на годината повеќе настани кои што ги организирате. Да, има повеќе настани. Од 1 септември... Ке здивнете во септември, па потоа што оди натаму? Да, па еве, тоа сакав да кажам, значи, од 1 септември, дека јас сум одговорен за култура и спорт, еве да кажам нешто и за спортот, кога веќе сум тука присутен, од 1 септември, значи, започнува големиот, најдобар меморијален фудбалски турнир, Оливер Соколов Сокол, човекот што е оснивач на навивачката група Комити. Истото е традиционален проект на општина Карпош кој го подпомагаме, така да ќе имаме некоја комбинација на спорт, музика, спорт, што би се рекло. Идат заедно рака под рака, особено кога се освојуваат титули. Тој почнува од 1 септември, трае цел септември до 30 септември завршува. Тука се, како што спомнав, Карпошово културно лето. Кон крајот на август, еве, општина Карпош ќе ги објави и огласите за талентираните ученици и спортисти, така да... Кои што дополнително ги наградувате како поттик да продолжат во нивната мисија. Добро, тоа е одлично што го прави општината, да ги поттикнува младите. Чинам дека тука најмногу помагаат и училиштата, тие насочуваат кои се всушност тие деца. Така, значи стручниот кадар е во училиштата, они работат со децата, они се најблиску до нив, они ги, како што рековте, насочуваат, подпомагат. Ние да ги измотивираме, така да се надевам ќе излезат. Сето тоа вродува со успех. Со плод. Па да, така. Благодарам за гостувањето. Благодарам што бевте денеска тука, Патрик. Се надевам дека ќе успеете докрај во вашите планови. Секогаш успевам. Да, па добро, кога се работи со тим, со волја, со енергија, со љубов, секогаш на крај вродува со плод, нели? Да. Благодарам што бевте гостин денеска. Се разбира, тука сме и за останатите, не само за Карпошово културно лето, и за другите настани. Тука сме и пред и по завршување за промовирање. Ке ни биде чест и задоволство да сето ова го испромовирате и реализирате како што треба. Благодарам.